Рајко Жинжифов, роден како сценофон, Дзинзив, е роден во Велес на 15 февруари 1839 година. Потекнал од воашко семејство. По потекло од Москоле, Јужна Албанија, а доселено во Велес од Битола. Рајко е познат воашки македонски преродбеник. Тој бил страсен деец, публицист, преведувач и собирач на народно творештво. На своји 18 години студира во Атина. Во почетокот на 1856 година се вработил во Прилеп како помошник учител на Димитар Миладинов. Работата како учител подоцна ја продолжил во градот Кукуш, каде со Димитар Миладинов развиле голема преродбениска дејност. Подоцна заминал за Русија и со помош на Димитар Миладинов во 1857 година се запишал во Херсонската гимназија во Одеса. Во 1858 година заминува и се запишува на Историско-филозофскиот факултет во Москва, кој го завршува во 1864 година со степен кандидат. Таму се движел во кругот на македонските студенти и покрај учењето се занимавал со писателска, преведувачки и публицистичка дејност. Издал исписание Братски труд. Во 1866 година се враќа во Македонија. Учителствува 2 години во Битола и пак се враќа во Русија и прифаќа руско државјанство. Во Русија заштита му пружа пред него дојдениот Константин Миладинов, кој му е прв толкувач на руската атмосфера. 18-тите последни години од животот Жинжифов ги поминал во борба со немаштијата како емигрант во Русија. Неговото познанство со браќата Миладиновци резултира со пишување на нивната биографија. Уште во московскиот седмичник Ден, во броевите од 17 ноември до 1 декември 1862 година, под псевдоним Велешанин, ги печатал своите сеќавања за двајцата браќа Стружани, во форма на впечатоци и спомени од личните контакти. Во Москва, во 1863 година ја издал својата прва и единствена стихозбирка, која содржи негови песни, како и препеви од руски, украински и чешки јазик. По завршување на универзитетот се вработува како професор по старогрчки јазик во една од московските гимназии. Продолжила со книжевната дејност, но главно со преводи и публицистика, а соработува и со руски, словенофилски и бугарски списанија од Цариград. Жинжифов пишувал песни од кои посебно се значење Глас и На Великден. Тој ја напишал и поемата Крвава кошила, издадена во 1870 година во Бралија, романија на македонски јазик. Современиците на Жинжифов сметаа дека оваа поема ја напишал уште во Македонија, некаде во 1857 година. Во поемата се осудува турската тиранија и се опишува неподносливиот живот на нашите луѓе под турско робство. Пишувана под силно влијание на украинските песни на Тарас Шевченко, поемата Крвава кошила опишува вистинска случка за една мајка, која откако турците губила единствениот син, ја донесла неговата крвава кошила в град, за да ја покаже на народот во црковниот двор. Во 1867 година ја издава мистификацијата на Верковиќ и Гологанов на руски јазик. Тој исто така го напишал и првиот расказ на нашата литература под наслов На прошедба. Рајко Жинжифов бил соработник на бугарските весници Дунавска зора, Македонија, Слобода, Бугарска пчела, Век 3, Време и на списанијата Читалиште, периодичанско списание, бугарски книжници и други. Рајко секоја се спротиставува на елинизацијата на населението во Македонија. Починал во 1877 година на својот роден ден во Москва, Русија.